Заболените побрзо ќе прележат зараза од корона, отколку да добијат термин за државен ПСР тест. Матичните лекари и пациентите често алармираат дека во последно време, откако повторно пораснаа бројките на ново заразени, нема слободни термини за тестирање, па се чека дури и по една недела, колку што и треба на болеста да се прележи без компликации. Лекарите велат дека ситуацијата се повторува. За веднаш нема. Така да тоа подолго време трае, тоа е ситуацијата, истото беше и минатиот пат кога беа пациентите наши се сноѓаат, најчесто одат во приватни лаборатории, си повикуваат, си плаќаат и така. Така да секој гледа што може да заврши, ако му е потребно да се тестира и така, иначе друго, таа е ситуацијата, се повторува. Инаку, според последниот извештај од Заводот за ревизија се констатира дека од почетокот на пандемијата досега, цели 18,6 милиони евра се одлеале во приватните лаборатории само за тестирање. Главна причина за тоа е што ова не е прв пат во државното здравство да нема доволно термини за тестирање. Поради високите цени за тестирање во приватните лаборатории, граѓаните често се решаваат да се тестираат самостојно со брзите тестови што се достапни во аптеките. Матичните лекари велат дека таквите тестови не се регистрираат во системот за заболени, но нудат решение. Ако пациентите плаќаат и одвојуваат за здравство, треба да добијат соодветно услуги за тоа, дека долго време ние бараме да има пакет основен на услуги, да се знае што и колку, за кои пари кои што ги одвојува и ги плаќа во здравството. Значи, до сега не се најде министер кој што ќе направи една скалило да се знае што е основен пакет, што е дополнителен пакет. Значи, тоа го има во други земји, да се знае ако вие издвојувате толку и толку, колку ви следува. Во нашата држава се уште е, значи, неограничен број на услуги за ограничени пари. И тоа ни еден здравствен систем не може да го издржи. Тоа е кој во еден маркет да влегувате секој ден, например, на примерно ниво, а да плаќате само еднаш. Така да навистина има работи кои што треба да се свенат, сериозно да се седне и да се работи. За надлежните, одговорноста е повторно кај граѓаните. Од Министерството за здравство велат дека е потребно граѓаните да се одговорни во процесот на тестирање, бидејќи така ќе го заштитат сопственото и здравјето на пошироката популација. Министерот за здравство Беким Сали вчера посочи дека ако се гледа според искуството на досегашните бранови на зараза од COVID-19, сега се наоѓаме пред пикот на моменталниот бран. Министерот апелираше до хронично болните да се вакцинираат со четврта доза доколку веќе примиле трета, а до лицата кои се тестираат дома со брзи тестови, побара да се самоизолираат најмалку 3 дена.